Почитувани гледачи, почитувани слушатели, имајќи ја во предвид изреката повторувањето е мајка на знаењето, во наредниве неколку минути сакаме да ве подсетиме на еден мал дел од она што ние заедно со вас на 19 септември во 2020 година го дознавме од нашиот тогашен гостин на македонски корени, а и денешен господинот Дардан Венецки. Поточно сакаме да ве подсетиме за тоа кој е Дардан Венецки и што мисли за политичката елита во последниве неколку години. Пред да проговориме за темите на кои денес имаме план да се осврнеме во денешното издание на Македонски корени, најнапред сакам да се задржиме на вашиот лик и дело. Јас ќе го започнам малку разговорот со невообичаено прашање, а прашањето ми го наметна токму вашето име, Дардан Венецки. Друга личност со вакво име во Македонија не верувам дека има. Имам впечаток дека ова име не е она со кое ве запишале во книгата на родени. Ако мојата претпоставка е точна, ќе сакате ли да ни откриете кое е вашето вистинско име и што е тоа што ве инспирира да го користите ова име, за кое сум сигурен дека не е прекар, туку зад ова име се крие нешто друго, кое најверојатно крие некоја мистерија, а која пак мистерија е посериозна и има подлабоки корени. Благодарам. Чест ми е да кажам нешто за гледачите на Македонски корени. Јас сум, како што реков, Дардан Венецки, тоа е мојот псевдоним. Иначе јас сум Јуве, моето презиме е Христовски, стар скопјанец. Го земав овој псевдоним за да покажам дека не само јас, него ние македонците знаеме кој сме, што сме и од каде сме. Ни зедоа буквално се, име, идентитет, јазик, култура, ни го грабна суверенитетот, направива протекторат. Ни ја грабна Илирија и ја престорија во Илирида, сега сакаат и Дарданија. Скопје, меѓу другото, и дел од античката Дарданија, јас го земав тоа име. Дарданците се древните певазги од генот на венетите во 6 век преименувани во словени. А Венецки доаѓа од венетите, првите словени. Имено во светската историја е општо познато дека први словени се венетите. Тоа го има запишено уште германскиот историчар Јордан или Јорданес, како што го запишуваат во средината на 6 век. За него словени, венети и анти се три имиња за еден народ. Тоа значи венети и словени се еден народ. Ако венетите се словени, а не постои антички автор кој што не ги спомнува венетите на овој македонски полуостров и на целиот Медитеран, тогаш нема дилеми кој сме ние, што сме ние и недвосмислена потврда за нашиот континуитет од најдревни времиња до денес. Јас кога излегов од војската, практично почнав да копам по нашите древни корени, да си осознавам своето минато, затоа што во времето на едноумието, па и денес не е ништо поразлично, нас ни се сервира различна историја. Она историја што ја пишуваат современите историчари пред се германско-нординската школа од 19 и 20 век и она што го запишале античките автори диаметрално се разликува. Затоа целиот мој живот, практично целото моје слободно време го посветив на копање по тие древни македонски корени. Што мислам за овие политички елити кои се денес на власт? Јас не ги сметам за политичари, јас ги сметам за неразбрани трговци, за измекери, а најмногу им прилега дека највише ќе одговора ако ги наречеме злосторничко здружение. Не се злосторници оние кои што на 27 април влегува да си го бранат собранието, туку оние кои се здружија неовластено, од неовластено лице да потпишат меѓународни договори што се го исклучува надлежност на преседателот. Суспендирање или узурпација на правата на преседателот во правната теорија познати како мек или тивок државен удар. Тие со државен удар ги потпишаат договорите со одземање на надлежностите на преседателот. Спротивно на волјата на македонскиот народ изразена на референдум. Името Македонија е исконско, свето, библиско наследено,
потврдена на 8 септември, со апсолутно мнозинство на излезени гласачи и оние што гласаа со 96% за. Тоа име донесено на тој референдум не е променето. 30 септември народот го отфрли. Уставните измени се извршени на база на неуспешен референдум противно на волјата на народот. За тие тоа мора да одговорат, тие мора да задржат, да завршат во шутка и Идризово да одговара за најтешките кривични дела. Таму им е местото. Rodna zemlja, majka naša, da sočuva me. Ja ne pitu, karev goce, slavi Vojvodi. Misla nivna, spomen svetlo, da ni ostane. Pojdom Australija, pojdom Amerika, iskonska sila vo mene, mi veli vrati se. Pojdom Australija, Kanada, Evropa, rodina moja, sudbina moja, Makedonija. Pojdom Australija, pojdom Amerika, iskonska sila po mene, ide mi vrati se. Pojdom Australija, Kanada, Evropa, rodina moja, sudbina moja, Makedonija. Rodina moja, sudbina moja, Makedonija. Добро ви утро и добро ни дојдовте, господине Венецки, ако не слушате. Добро јутро за вас, добро вечер и поздрав за сите љубители на македонски корени. Ако може малку последно, добро ви утро и од мене, господине Венецки, и ви благодариме што не удостоивте со уште едно ваше учество на македонски корени. Благодарам и вас на укажаната чест. Господине Венецки, ајде да почнеме со она што на еден начин ја разбранува македонската јавност, а тоа е опожарувањето на културниот центар Ванчо Михајлов во Битола од страна на сега обвинетиот Ламбе Алабаковски. Целиот македонски државен врв се лидерализира со бугарскиот државен врв и го осудија овој чин, а ги немаше никаде кога на пуштањето на овој клуб пола бугарска политичка елита беше во Битола. Вие, како лице кое доаѓа од правната фела, како ќе го оцените ова хорско пеење и молчеа и ништо не презедоа за да ја поништат регистрацијата на клубот кој носи име на докажан соработник со фашистите, со што го ги иритира македонскиот народ и цела македонска јавност? Па јас мислам дека само ја потврдија тезата дека се однесуваат поданички и сервилно спрема барањата на блудницата и на нашите соседи кои што посветено работат да исчезне се што е македонско. Не е доволно да се каже дека требало да се поништи културниот центар со име на озолцен терорист и фашист. Не е спорно постоење на културен центар. Тоа може само да ги сближи народите. Ние не сме против. Меѓутоа да носи пристојно име кој нема да ги навредува чувствата на македонските граѓани. Нема да ги повредува достоинството на македонецот. Тој културен центар со тој име не смееше да биде регистриран. Секој што знае пред историјата на регистрацијата знае зашто зборувам. Имено бугарите поднесоа барање за регистрација со тоа име, меѓутоа надлежен орган за таа работа, Министерството за правда, тоа барање го одби, бидејќи не се исполнети законските услови. Некој од централниот регистар очигледно
со амин на властите од владата или некој друг повисок државен орган им дал виза да го регистрира. Јас не го оценувам никако поинаку, туку чисто како сервилност, се она што доаѓа од соседство, се во име на некои повисоки цели наречени почеток на пристапни преговори за ЕУ, како да не знаат дека тоа ништо не значи и дека на патот до конечниот прием во Европската унија нас не чекаат уште најмалку 900 пречки, затоа што секој од 27 членки на Европската унија при секој отварање на поглавието, а тие се 35 негде, ќе може да стави вето. Затоа ние како Македонски манифест во текот на вчерашниот ден побаравме наместо ламбе во притвор да се стави некој од централниот регистар и некој од оние што дале виза, односно дале дозвола да се регистрира културен центар со име на озлогласен терорист и фашист кој што ќе ги труе односите меѓу македонскиот и бугарскиот народ. Так. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој се уште нема одговорено на јавниот повик да каже зошто го крие петиот човек кој учествуваше во претепувањето на едно лице во Прилеп, а за случајот со палењето на влезната врата на клубот веднаш излезе во јавноста и пред време го осуди сторителот во овој случај Ламбе Алабаковски. Дали Спасовски ја суспендира презумцијата на невиност и дали треба да си даде оставка? Министерството за внатрешни работи е едно од најконтроверзните министерства, особено во времето од како Оливер Спасовски е министер. Тоа е само потврда на оно што претходно го кажав, сервилноста. Ако ги набројуваме сите гафови, сите пропусти на ова министерство, ќе ни биде малку една емисија. Ова вие сега што го спомнавте, петиот член од онаа група која што тепаше граѓани на Прилеп е само една од нив. Има еден медиум, една телевизија, веќе ја кажам, не е тајна Алфа, во една од вечерашните емисии, која водат двојца наши новинари, на повеќе наврати повикува да излезе министерот за внатрешни работи и јавниот обвинител по допрен глас да отвори постапка и за петиот член. За жал, ние имаме мол и од Министерството за внатрешни работи и од јавниот обвинител. Очигледно се работи за некоја недопирлива личност. Ние знаеме дека сите оние кои се блиски до владачките партии се заштитени како бели мечки кога е криминалот во прашање. Меѓутоа сакам да ги потиснам на едно нешто. Кога се крие таква личност, се прави посебно кривично дело, прикривање на кривично дело, да се прикрие сторител на кривично дело, само по себе по кривично закон е кривично дело. Такво кривично дело чини и министерот и надлежните под него, но и одговорните во обвинителството. Кога ќе се ја вратиме државата, ќе мора и тие да одговараат. Затоа ние како Македонски манифест во текот на вчерашниот ден покрај барањето за притвор за одговорните во Централниот регистар побаравме и неотповиклива оставка или разрешување веднаш за министерот Оливер Спасовски. Нема дилеми дека тој го прекрши презумцијата на невиност и дека прејудицираше обвинителски и судски одлуки. Тој пред да се изјасни обвинителството и судот најави и побара мерка притвор за Алабаковски пред за тоа да се изјаснат и обвинителството и судот. Со тоа тој изврши директен притисок врз нив, пошто и следуваше притворот за Алабаковски, кој за мене е херој, бидејќи ако тој тоа не го стореше, ќе го стореше некој друг. Македонскиот народ е навреден од културниот центар кој носи име на еден озогласен терорист, фашист, соработник на Хитлер и Мусолини, кој во своите дела ги избриша македонците од етничката карта на народите. Кажа во својата книга Македонија, Швајцарија на Балканите дека жителите на Македонија се припадници на народите од околните држави, бугари, срби, грци и албанци, а македонци нема. Најбројно население кажа дека се бугарите.
зашто практично ја направи платформата за бришење на македонскиот народ, македонскиот идентитет, македонскиот јазик, македонскиот етнос и бугаризација на истата. За тоа ќе мора тогаш министерот да одговара. Дали можеме да шпекулираме позади обвинението за кое се товари Лабаковски всушност се крие сквернавење на ликот на нацистичкиот и фашистичкиот соработник Ванчо Михајлов? Па дали се сквернави ликот? Неговиот лик е осквернавен. Тој е 7 пати осуден на смрт и еднаш на доживотна казна. Никогаш не се извршени тие пресуди. Ванчо Михајлов е носител на раздор, носител на омраза меѓу двата народи. Такво нешто не смее да се случи, не смее да се дозволи. Кога Македонија ќе се ја врати државата, тој културен центар со тоа име ќе биде избришан. Јас за Ванчо Михајлов не сека да знам, тој е најнегативната личност во македонската историја. Под негов налог се ликвидирани повеќе илјади македонци. Меѓутоа ова треба да го знаат надлежните, не смеева да подлегнат на притисоците од Брисел и на притисоците од нашиот источен сосед. Тоа штети и за нас, и за бугарите. Ако тие малку соседот ќе сватат дека славјанството е на удар, со векови е на удар од западната цивилизација. Кога тога и тие ќе дојдат после нас наред. Кога и тога треба да сватат дека славјанството треба да се обедини ако сака да опстане. Како што е обединет Западот преку Ватикан, преку Брисел, преку НАТО, и ние треба да најдеме начин, а не да бараме начини да се разделуваме и да си ги вадиме очите едни со други. Пред повеќе од 10 години во градот Гоце Делчев беа руинирани просториите на Омо Илинден Пирин. Беа искршени вратите и прозорците, а бугарските власти не реагира. Сега за овој случај со палењето на вратата на културниот центар во Битола, бугарските власти се кренаа на нозе, но и македонските. Како ќе го прокоментирате ова? Дали ова ќе биде уште еден испровоциран случај кој бугарските власти ќе го злоупотребат во прикажување на она нивна небулоза дека Македонија врши тортура врз се што е бугарско? Апсолутно сте во право. Тие и најмалата ситница ја користат за да не обвинат дека ние сме тие кои што шириме омраза, дека ние сме тие кои што не го почитуваме договорот за добрососедство, дека ние сме тие кои правиме тортура врз бугарите во Македонија. Затоа нема дилеми. Меѓутоа, јас не ги обвинувам бугарите, ги обвинувам нашите власти, што дозволија тоа да дојде. Ако не се дозволеше регистрацијата на културниот клуб со тоа име, до ова немаше да дојде, немаше да биде изиритиран македонскиот народ. Да повторам уште еднаш, Министерството за правда ја отврли барањето за регистрација на клубот со тоа име. Спротивно на тоа, надвор од законот, некој во Централниот регистар се дрзна, очигледно по налог од владата и го регистрираше. А бугарите, око не им трепнуе, тие не признаваат македонци. Според уставот бугарски, сите жители на Бугарија се бугари. И турци, и роми, и власи, и македонци, и помаци, и гаджали, гагаузи, кои сакате. Тие не сакаат да помислат да признаат национални малцинства, посебно не македонци, према кои имаат анимозитет, према кои имаат негаторски, асимилаторски, геноцидни пориви. Тие тоа го потврдуваат на секој чекор, со секоја постапка. Така да, ваквите провокации ќе продолжат, меѓутоа, ние треба во корен да ги сечеме. Не смееме да дозволиме таква ситуација. Ако не беше регистриран со тоа име, ќе повторам, до ова немаше да дојде. А вака, ако не беше Лабаковски, ќе беше некој друг. Целиот македонски народ е гневен. Тоа го гледате и вие во Австралија, го гледаме и ние овде. Так, вие сте познат по истражувањата за македонската вистина. До какви сознанија имате дојдено за темата поврзана со јазикот, културата и традициите, но и доселувањата и раселувањата? Во кое време бугарите се доселиле на македонскиот полуостров и каков јазик говореле? Дали постојат докази кои би го
потврдиле бугарското тврдење дека нивниот јазик бил словенски и што велат вашите истражувања, кои се домородците кои живееле на македонскиот полуостров? Многу интересно прашање, кое што ќе ги открие корените на сите проблеми меѓу нас и бугарите. Се работи за два народи, сосема различни, генетски, антрополошки, јазично, културолошки, како сакате. Бугарите се азијатско племе, азијатски тип на народ со жолт тен коси, очи испакнати јаболчици, дојдени во 7-миот век под водството на Аспарух, во свилени шалвори, како што реков, голи од половината нагоре, со бричени глави, жолтен коси очи испакнати јаболчици. Значи, тие се монголиден тип народ. Ние сме од белата раса. Дојдени се 681 година под водството на Аспарух, првата попатна станица од Монголија према Европа, име на Волга, каде што Кубра, таткото на Аспарух, ја формира голема Бугарија со 5 негови сина. Оттаму двајца остануваат синови со татко им Кубрат, а тројца тргаат за Европа. Еден од нив Аспарух доаѓа на овие простори и ја формира оваа Дунавска Бугарија. Нивниот јазик е турко-монголски. Тоа не го тврдам ја, тоа го тврдат самите бугари. Тие тоа не го кријат. И јас од моите настапи и по телевизиите, и по порталите, и на мојот Facebook профил често ги кажувам, ги цитирам на голем дел на изори. Ако земете Васил Златарски, еминентен бугарски историчар и неговата историја, ако земете Божидар Димитров, директор на бугарските музеи, по неговите книги, по неговите настапи по телевизиите, ако ја земете историјата издадена од БАН 1976 година на Вржарова господја, ако земете Славчо Воклинов, неговата историја, ако земете кратката бугарска историја, ако земете спомен плочата на споменикот на Аспарух по повод 1300 годишнината до заселувањето изградена во општината Стрелча, ќе видите дека самите кажуваат дека има турско-монголско потекло и нивниот јазик е турко-монголски. За разлика од нив, ние македонците, како и мнозинството, скоро целото население на Балканот, сме од родот на древните пелазги, беласти, белите луѓе. Тоа го има запишано Херодот, тоа го има запишано Хомер, тоа го има запишано Есхил, Еврипид, Страбон, Овидий Насон, Виргилие, Титливи, кого сакате. Пелазгите се во теоријата познати и како прасловени или венети, како што се нарекувале во антиката, дека венетите и словените се синоними, ни го потврдува уште врвниот германски лингвист 551 година во своето дело Гетика, во кое што децидно запиша дека словени, анти и венети се три имиња за еден народ. Забележувате, ние сме дел од белата раса, бугарите се дел од жолтата раса. Сосем два различни народи кои што немаат врска едни со други. Така. И оваа година, денот на прославата на македонските и сесловенски просветители, не помина без турбуленции. Во Рим отпатува македонска делегација, предводена од премиерот Ковачевски, а бугарска делегација предводеше бугарскиот премиер Петков. Неколку дена пред тоа излезе информација дека Бугарија ги имала моштите на светите браќа, а пак Ковачевски со него ја поведе и неговата ќерка. Минатата година пак Бугарија овој ден го прогласи за ден на бугарската писменост, а светите браќа ги прогласија за бугарски светители. Дали македонските браќа, Свети Кирил и Свети Методи, можат да бидат бугарски просветители, како што бугарите ги прогласија? Зошто го прават ова? Зошто толку и е важно на Бугарија да го фалсификуваат вистинското потекло на светите браќа? И дали некогаш во дивната мисија, а по покана или наредба на император, во тоа време, ширејќи го христијанството и опесменувајќи ги словенските народи, стапиле на тлото на Бугарија? Светите браќа, Кирил и Методија, односно Константин Филозоф и Методија, се македонци од Солун.
Солун е македонски град. Тоа го запишал уште Јован Каменијат во своето дело од заземањето на градот Солун, во кој што кажува дека Солун е нашиот најголем и најубавиот град на македонците. Тие се жители на Константинопол, високи службеници во администрацијата на Византија, односно поточно вториот Рим или второто Македонско царство од 1557 година, наречено од Хероним Волф Византија и антидатирано и денес така се користи. Значи тие не можат да бидат бугари, немаат никаков контакт со бугарската држава, никаков контакт со бугарските власти. Тие се жители на Византија и да сака, тие не знаат ниту еден збор турко-монголски. 24 мај точно е дека е прогласен од бугарите за ден на бугарската азбука, тие за бугарски просветители, меѓутоа тоа е лага, кое што бугарите ја прават со помош на вавилонската блудница, не само на бугарите. Јас мислам дека многу повеќе овој фалсификат им користи на западните европени кои својата цивилизација ја темела на грчката, превземена преку Рим, се разбира, и кои што не сакаат ни да чујат за словени на просторите на денешна Грција. Солун никогаш не бил нити грчки, нити бугарски град. Грците за прв пат влегуваат 1912 година во Балканските војни, а бугарите никогаш. Значи, ни едните и другите до 12 година немаат ништо заедничко, никаков контакт со македонците од Солун. Тоа е македонски град. И ако се види потребата, како и зошто е сторена таа нивна мисија, ние ќе разбереме кои се тие и што се тие. Бугарите се турко-монголи, ние сме славянската раса. Што можат да имаат со бугарите? Никогаш јас не сретнав податок дека некогаш дошле во контакт со бугарските власти, дека некогаш ја посетиле Бугарија. Кога, односно во кој временски период, од кого и по кој повод, према вашите сознанија, светите браќа Кирил и Методи, ја започнуваа таа благородна мисија? Дали тие самоволно одлучувале или биле повикани од некого? Вие го спомнавте во претходното прашање 24 мај. 24 мај е денот кога светите браќа тргаат во Моравската мисија. Меѓутоа, нивната мисија почиња многу порано. 24 мај 863 е мисијата нивна во Моравија. Меѓутоа, повторувам, мисијата нивна почиња многу порано, почиња по налог на византискиот император Михаил III, кој што има голем проблем со огромното мнозинство словени во империјата, кои што формираат своји независни кнежества, претат да се одвојат од рамките на византиската држава. Тоа Византија не може да го спречи, многу се моќни, многу се силни, многу се борбени, воинствени, за да ги смират, за да ги инкорпорираат во државата. Врвот на Византиската империја на чело со Михаил III донесува одлука да воведе богослужба во црквите на словенски јазик, на еден начин да ги смири тие широки словенски маси кои се бунтуваат во империјата. За таа работа им требале учени луѓе кои што го знаат јазикот на словените, кои се мнозинско население во империјата, и за тоа ги одбира токму Кирил и Методи. Кога Михаил III ги повикува, им кажува идејата, им вели: вие сте од Солун, сите вие таму знаете словенски, и им ја кажува идејата. Тие ја прифаќаат и почињаат со подготовките, прво со преводот на Библијата и другите библиски книги на словенски јазик, за да може во црквите да се водеде богослужбата на словенски јазик. Значи, тоа е направено, нивната мисија е првенствено за потребите на Византиската империја, за мнозинското словенско население што е во незе, што воопшто нема никаква врска со Бугарија и бугаријите и нивниот турко-монголски јазик.
За таа цел, тие книгите ги подготвили и преводите на Библијата и другите црковни книги уште 855 година. Тоа е 8 години пред Моравската мисија. За кого ги вере? Па за словените, бугарите воопшто не се словени. Предходно, може би пропуштив да кажам, вие ме прашавте, еве сега ќе го потенцирам. Тоа може да се погледа речникот, споредбениот речник на Катерина Велика, руската царица, од 18. век, 1776-78 година, сравнителен речник на словенски на 200 јазици, меѓу кои 12 словенски. Таа мисија Катерина Велика ја доделува на врвните германски лингвисти на чело со Тунман, кои што изработуваат речникот на 200 споредбени јазици, меѓу кои 12 словенски, во кој ги нема бугарите. Значи, затоа што бугарскиот јазик воопшто не е словенски, тој е турко-монголски. Сега, пак да се вратиме овде на мисијата на Светите Кирил. За кого тие ги преведат црковните книги, ако бугарите не се словени, не знаат словенски јазик? Па тоа е за словенското население во Византија. Моравската мисија е 8 години после преведувањето на книгите. Тоа е 863 година, период кога бугарите се во сојуз со Германија. А знаеме дека Моравската мисија доаѓа по барање на моравскиот кнез Ростислав, кој што бара од Михаил да му испрати луѓе подготвени да спречат таа германизација и да ја воведат богослужба на словенски јазик кај моравците, како што тоа е направено и во Византија. Значи, браќата идат веќе подготвени, свети, со своите свети книги. Тоа е период кога во Бугарија воопшто нема христијани. Зошто би они иделе, зошто ова го вела? Бугарите воопшто не се христини. Првиот покрстен бугарин е 2 години после Моравската мисија, тоа е бугарскиот кнез, цар Борис, 865 година. Тие немале потреба од црковни книги за богослужба. Воопшто не се христини, тие се од сосема друг сој, од друга религија, друга вера. Значи, мисијата на светите браќа е насочена против германците, но и против бугарите. Германците се борат за асимилација на моравците, за нивна германизација, бугарите за асимилација на македонците, бугаризација на македонските словени. И таа разврската на сето тоа е на тој начин што Византија упатува бродови на Црното море, прети со војна, и како световен одговор е мисијата на светите браќа да се спречи асимилацијата на словенското население од бугарите, но и се спречи асимилацијата на словенското население во Моравија, да се спречи нивна германизација. За волја на вистината, мора да се каже дека во тоа време, кога светите браќа тргаат по таа моравска мисија, официјален јазик во Бугарија е така наречениот грчки. Тоа е всушност куине јазикот. Тоа не го тврдам ја, тоа го тврди 1969 година во мај месец председател на Бугарската академија Тодор Павлов по повод 1100 годишнината од смртта на Константин Филозоф изјави дека официјален јазик во бугарската држава е грчкиот, се до 893 година, кога на Преславскиот собор за прв пат е воведен словенски јазик. Значи, според нивната историографија, словенскиот јазик е воведен 30 години после Моравската мисија. Така. Мислам дека е сосема јасно сега чива е таа мисија, по кој налог е и за кого е. Воопшто не е по налог на бугарите, не е за бугарите, туку е тоа мисија против бугарите. Меѓутоа, ако се земат печатите на царот Симеон, кој што е устоличен 893-та, односно печатот негов и неговата дипломатска пошта, ако се земе печатот на поглаварот на бугарската црква после 893-та и неговата дипломатска пошта, ќе се види дека и после тоа официјален јазик е така наречениот грчки, тоа е всушност куина, лингва франка во Македонската империја, во Рим, па и во Византија. Ако се земат други бугарски историчари, вие ќе видите
дека се до 12 век официјалниот јазик е така наречениот грчкиот говорење бугарскиот азиски говор. Така. Вие сте непрешушен избор за овие, можете и сигурно цела година да зборувате, ние да продолжиме со следно прашање. Некаде пред една недела, поточно на 5. јуни, се навршија 155 години од изјавата на хрватскиот научник и лингвист Ватрослав Јагич, кој во 1867 година, зборувајќи токму за Моравската мисија, има изјавено дека светите браќа Кирил и Методи со себе го понесоа јазикот на својот град, односно јазикот на својата татковина. А Дејан Лучич пак во едно од неговите дела објаснува дека бугарите говорат македонски јазик. Го знаат ли ова членовите на мешовитата комисија од македонската страна, но и од бугарската, како и македонскиот политички врв? И зошто ваквите изјави не можат да го видат светлото на денот помеѓу македонската и светската јавност? Може ли да заклучиме дека јазикот кој денешниве бугари го користат е всушност македонски јазик? Многу интересно прашање. И клучот на проблемот меѓу македонците и бугарите. Тие велат дека нашиот јазик е дијалект на бугарскиот, а всушност и самите тие не го знаат бугарскиот јазик, денес говорат македонски. Ова не само што го знаат политичарите, не само што го знаат историчарите од историските комисии. Ако јас го знам како правник, ако знаат многу македонисти кои што алтернативно изучуваат историјата, не може тоа да не го знаат историчарите професионалци. Тоа е исто како да кажете дека поп во црква не ја знае основната молитва Оче наш. Тоа е многу добро познато во историјата. Зашто го велам ово? Затоа што самите бугари во своите истории велат дека кога дошле, го дале името Бугарија и бугари, а го земале словенскиот јазик. Проблемот е тоа што тие не кажуваат кој словенски јазик го зеле. Ако кажат кој словенски јазик го зеле, тогаш ќе испадне дека и тие самите говорат македонски. Паѓа во вода тезата што им ја сервираат од Брисел, дека нашиот јазик е бугарски. Ќе им падне во вода тезата дека не постојат македонци, дека не постои македонски јазик, дека не постои македонска црква. Ако тие не сакаат да кажат кој јазик го зеле, им кажал хрватот Ватрослав Јагич, точно кажалте вие, на 5. јуни 1867 година во својот прв настап во Југословенската академија на знаности и уметности, така наречена тогаш, што е едно панславистичко движење кое што многу силно во Хрватска. Истата година тој свој говор го објави во книга, а 60-тите, 70-тите години ги објави Фрањо Туџман кој ќе стане првиот хрватски претседател после одвојувањето во Југославија. Значи тоа е документирано во Хрватска. Тој во тој настап децидно кажа: при тргањето во својата Моравска мисија, светите браќа го понесоа јазикот на својот град, тоа е Солун, македонскиот град, јазикот на својата татковина и јазикот на сите оние кои што живеат во Македонија. Бугарите тој ги нарекува азијатски бугари и понатаму да продолжува со најфрапантниот дел од изјавата, која што вели дека кога бугарската држава, империја се прошири, македонскиот словенски јазик стана јазик на целата бугарска империја. Од јасно појасно. Во Бугарија денес се говори македонски. Турско-монголскиот јазик што го говорат никој не го знае. Секој може да оди на интернет Булгарс Казанс, значи бугарите од Казан, нивната постојбина каже што е на овие простори, постојат говори, постојат пишани текстови, постојат снимени песни, ниту еден збор нема да разберете од тој бугарски турко-монголски јазик. И тоа ќе ме една фрапантна позиција. Имаме бугарски јазик кој е турко-монголски, а они велат дека овој јазик сега што се говори во Бугарија е словенски. Па може ли да постојат два бугарски јазици, еден турко-монголски, еден словенски?
Бугарскиот и турко-монголски, во Бугарија се зборува македонски и тоа Дејан Лучич е во право. Јас тоа го говорев пред 10 години на екраните на телевизија Сонце, а и во мој настапи по други портали, телевизии, па и на мојот Facebook професор сум објавувал и песните сум ги објавувал и текстовите. Така да, тоа е општо познато. За жал, нашава историографија, во нашава историографија имаме многу јуди, многу неразбрани трговци, кои за мизерни хонорари од 30 на Сребреници ја извртуваат историјата и ја сервираат онака како што посакуваат нашите душмани од Брисел и од соседството. Ова е само еден пример кој покажува кои чиви биле светите браќа и кој јазик го зборувале. Дали имате дојдено до некои други податоци, односно докази кои ќе го потврдат ова што хрватскиот лингвист го тврди, но и докази дека македонците и бугарите се сосема различен и немаат никаква заедничка генеза? Па еве, за ова може да се зборува 3 дена и 3 ноќи, ќе не биде малку да ги меѓу македонскиот и бугарскиот јазик. Јас само за сите љубители на македонизмот и на македонската историја и македонската вистина, македонските корени, ќе посочам 2 книги кои што ја многу често ги користам. Тоа е книгата на Александар Донски, Етногенетските разлики меѓу македонците и бугарите, и книгата од Драган Ташковски Кон етногенезата на македонскиот народ. Во нив ќе најдете стотина такви податоци за разликите меѓу македонците и бугарите. Само ќе напомнам еве 2 многу значени, Вернер Хилгеман и Киндер и Хилгеман, еве ги презимијата на двајца врвни германски лингвисти кои напишаа Атлас на светската историја, во кој што кажа дека се до 19 век единствен словенски јазик е македонскиот. Сите словенски јазици се водат во група на македонски јазици, па во 19 век од тој, видите што викаат Киндер и Хилгеман, од тој Хомеров македонски јазик кој постепено се надоградувал во 19 век се издвојуваат рускиот, полскиот, чешкиот, српскиот, бугарскиот и така натака. Значи бугарскиот јазик, ве забележувате, за врвните германски лингвисти е македонски јазик. Симе Пандовски, битолчанецот, кој живееше долги години во Канада, донесе товари книги, меѓу кои ги цитираше и Вебстер енциклопедијата во својата книга Македонија, преисторија, империја и денес, во која што ги наведува 6 индоевропски јазици, меѓу кои и македонскиот. Сите словенски јазици и во Вебстер енциклопедијата се водат како македонски. Во 19 век и според Вебстер енциклопедија се двојат рускиот, полскиот, чешкиот, бугарскиот и така натака. Значи, многу добро е познато во историјата. Пред мене и книгата на бугарскиот автор Ѓорги Радула од Софија, професор од Софија. Насловот на книгата е Која фалсификува историјата, што е одговор на памфлетот на Божидар Диметров 10 лаги на македонизмот, во кој што меѓу другото за прв пат во оваа книга ги вади податоците од првиот попис во Бугарија 1880 година, возобновувањето на бугарската држава, се прави попис, Ѓорги Радула ги објавува резултатите од пописот. Таму каде што дојдоа Аспаруховите бугари, турко-монголите, таму ги најдоа на првиот попис во североисточна Бугарија по општини од 57 до 97%, неизмешани со словените и се декларираа на пописот како стари бугари. Значи се декларираат нешто различно од денешните бугари, кои што претежно мнозинско население ден нормално дека во Бугарија се денес словените, затоа што староседалци во Бугарија се мизите и тракијците. А што вели историската наука за мизите и тракијците, мнозинското население во Бугарија? Полиби е најголемиот римски историчар, вели дека тракијците се македонци. А пак Вико Прибоевич, Хрват, кој што живее и работи во Италија, 1532 година во Венеција објавува книга
од насав порекло изгодама Словена. На страна 171 тој е толку дециден, подециден и од Поливија, вели дека не само тракијците, туку и лирите и мизите се македонци. Не затоа што биле поробени и асимилирани од македонците, туку затоа што нивниот јазик, култура и обичаи се македонски. Сега мислам дека на сите почитувачи на македонски корени ќе им стане јасно зошто во Бугарија денес се зборува македонскиот јазик. Па мнозинството староседловско населението од антиката до денес се македонците. А македонците се потомци на древните пелазги. Почнувајќи од Хомера, Херодота, Стравона, Аријана, Јустин, Еврипид, Есхил, Тит Ливи, Гај Јулије Цезар, во неговата книга Белешки за галските војни, ќе видите дека мнозинско население се пелазгите, а во теоријата тие се прасловените, од генот на венетите во 6 век преименувани во Словени. Еве ви е врската. Еве зошто во Бугарија се зборува македонскиот словенски јазик. Симе Пандовски во својата книга Преисторија и империја и денес вади еден фрапантен податок за сенаторот Ливи, кој што купил роб по име Андроник и го назначил да бил многу учен човек, да биде учител на неговите деца. За потребите на учењето на неговите деца, Андроник го преведува Хомеровиот Одисеја и вели од јазикот на домородните македонци. Значи Хомеровата Илијада е пишувана на јазикот на домородните македонци. И затоа Киндер и Хилгеман велат дека од овој Хомеров македонски јазик во 19 век се двојат сите овие други словенски јазици. Гледайте колку интересни податоци ќе најдете во историјата. За жалост, за све ова се мочи. Се во име на сатаната и се во име на све за мизерни хонорари од 30 сребреници. Све е познато. Интересни податоци, не збогатувате со нешто кое што не се плаќа со ништо и што не може да се слушне од секого, него само од оние кои што навистина се интересираат за македонската вистина. Ајде малку сега да проговориме и за македонската православна црква. Како гледате на дадената автокефалност од страна на српскиот патријарх Порофири? Дали ова е тоа што и треба на македонската православна црква? Дали ова е вистинска автокефалност или пак на македонската православна црква и е понудена лажна автокефалност? Дали со овој чин српскиот патријарх се дрзна да ги менува канонските поредоци на православната црква воспоставени од незиното постоење? Многу прашање ја поврзано овде. И какво значење ќе има овој документ, мислам на Томосот за автокефалност на МПЦ, кој документ требаше да го даде Вселенскиот патријарш. Кој е следниот чекор што неговото блаженство, господинот Стефан, треба да го направи, ако сака поглаварите на сите поместни православни цркви да го споменуваат и неговото име на богослужбите, а не само рускиот и српскиот? Може би не е ова ваше поле, меѓутоа сигурно имате некои податоци од историски аспект и не верувам дека ќе треба да се држите многу долго на ова. Нема да биде долго, кратко ќе одговорам. Мора да кажам дека потегот на српската црква ме изненади. Тие ретерираат, до сега беа многу поригидни. Во првиот дел тие ја признаваат македонската црква, не им пречи името на македонската православна црква и што е братски и прословенски, очигледно проработила таа словенска жица, сватиле дека словенската популација на планетава е загрозена и се свртуваат негде кон сесловенско обединение, затоа што забележав дека и руската црква го следеше примерот и соопштението на српската црква. Тоа е еден вид клин удирање на Вселенската патријаршија и на грчкиот бог цркви, кои што не признаваат ништо македонско. Меѓутоа, малце во вториот дел отстапуваат, сакаат да си го задржат пријателството со грчкиот бог цркви, па велат за конечниот назив на името оставаме да го решите со грчкиот бог на
на цркви. Мислам дека тука треба да биде подсврсти. Значи, во првиот дел, очигледно, пристапуваат со братска љубов, меѓутоа она што треба да се каже за нашиот Стефан. Стефан тука треба да многу е битно сега како ќе настапи кај Вартоломеј и како ќе настапи и како ќе кога ќе се врати од таму. Во православието постои систем на помесни цркви. За разлика од цезаропапскиот систем кај католиците, каде што папата е врховен поглавар на сите католици, во православието, по според каноните, постои систем на помесни цркви. Значи, црква според местото каде што се организира таа, според државата. Секоја држава си организира своја помесна црква и тоа е неотуѓиво право. Ниједна црква не смее да се меша и ниједна држава во канонската юрисдикција и организирањето на црквата на територијата на туѓа држава. Такво право немаат ниту србите, нема ниту Вселенскиот патриарх. Ние автокефалност и име на црквата се изгласавме на нашите црковно-народни собори, почнувајќи од Издеглавје 43 година, потоа 1945 година и на црковно-народни собори 1967 година, кога прогласивме и автокефалност. Ние си ја организираме црквата. Не може никој да ни организира, да ја уредува и да ни ја именува. Ниту србите, ниту Вартоломеј. Поготово ако се знае, значи системот на помесни цркви, тоа мора да го почитува и Вартоломеј и Српската црква. Српската го испочитува по најголемиот дел, Вартоломеј допрва треба. Меѓутоа, според она што го кажува, тој не ги почитува каноните. Не го почитува правилото на помесни цркви секој да се организира своја црква. Особено за нас е интересно што ние сме апостолска црква, формирана од апостол Павле, како таква запишана во Библијата. Секакво поименување на нашата црква е сквернавање на Библијата. Тоа е, од тоа не сме да има одстапување. Тоа и Вселенскиот патриарх мора да го знае. Континуитетот на Македонската црква е преку апостол Павле, Јустинијан наприма од овој Јустинијан, 535 година со новела 11, за која што Прокопиј неговиот хроничар велија дека е глорисима префектура, најславна. Зошто најславна? Кога во тоа време постои и Константинополска, и Александриска црква, и Антиохиска, постои и Константинополска, постои и Римска, а најславна е Јустинијана прима. Зошто? Па затоа што е формирана од апостол Павле, затоа што е првата црква во Европа. Тоа треба да го испочитува Вартоломеј, а ако не, треба Стефан да го подсети. И така да се однесува и кога ќе се врати, а не да се однесува само поданички. Така. Во последниве неколку денови од Српската православна црква изјавија дека се мајка на Македонската православна црква. Што велат вашите истражувања на оваа тема? Дали е тоа така и ако е така, во тој случај, која е мајка на Српската православна црква? Ние, како македонски манифест, имавме еден статус на таа тема, го пишував и јас, и ги дадов сите детали. Ако ќе се каже која е мајка црква на Српската црква, ќе стане јасно целиот проблем. Српската црква е настаната 1219 година, формирана е како Печка патриаршија, издигната на степен на патриаршија од Свети Сава, значи 1219, со неканонско издвојување од Охридската архиепископија. Зашто Хоматијан, поглаварот на Охридската црква, ќе им фрли анатема. Тие ќе отидат после некое време во Азија, во една мала црква во Никеја, ќе купат томос, ќе го платат. Тогаш беше доволно една црква да ги признае да се смета за призната црква, и така тие стана автокефална црква со купување томос од Никеја. Значи, Српската црква е керка црква на Охридската архиепископија. А денес тие се представуваат црква мајка на својата мајка. Ова е само за Гинисова книга на будалаштини или за рубрика верувале или не. Повеќе коментар мислам дека не е потребен. Колку и да талкаат нашиве, нема да најдат црква мајка. Ти идеат те кај Вселенскиот патриарх да бараат црква мајка, те кај Бугарската црква, те кај Српската 2002. Меѓутоа, јас им напишам, нема да најдете црква мајка за македонската. Од проста причина, затоа што постара црква не постои.
прва црква на европскиот континент, апостол Павле 52 година во македонските градови Филип и Солун и Бер. И точка. Така. Поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан во едно интервју за грчкиот дневен вестник Товима изјави дека Охридската архиепископија ќе го почитува канонскиот поредок на православната црква и ќе бара томос за автокефалност од Вселенската патриаршија, затоа што таа е единствената црква која по традиција и каноните издава таков документ. Архиепископот господин Стефан очекува дека тој томос од Вселенската патриаршија ќе го прифатат сите помесни православни цркви. Ако ова е точно и ако е сигурен дека Вселенскиот патријарх Вартоломеј ќе му врачи томос за автокефалност, тогаш што бараше, односно зашто го прифати томосот од Српската православна црква, или за секој случај да имаме еден резервен? Па видите, дел од ово, мислам дека во меѓувреме и одговорив. Во православниот систем имаме систем на помесни цркви. Ние донесовме одлуки за својата црква и за својата автокефалност за црковно народен собир. Како суверена држава членка на Обединените нации, никој не може да не спречи да си организираме своја црква на својата територија. Црквата не ја чинат храмовите. Црквата ја чинат верниците. Црквата е во срцата на секој еден верник. Затоа апостол Исус вели дека мојот татко, отецот, не го собира ниту еден храм. Престолот му е на небото, нозете на земјата. Значи, црквата се верниците. А верниците го донесоа името на црковно народен собир на црквата, тие одлучија за своја автокефалност, почитувајќи ги токму каноните на Светата православна црква. Стефан само треба да побора од Вортемот да ги почитува тие канони и да го прифати она што го одлучија македонските верници на црковно-народните собири. Све друго ќе биде сквернавање на тие канони. Вчера, 10. јуни 2022 година, висока црковно-државна делегација отпатува во историска посета на Константинопол. Членовите на Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, предводено од архиепископот господин Стефан, представници на државната власт и илјадници верници веќе го запоседнаа градот на Вселенската патријаршија. Утре 12 јуни, недела, во раните утрински часови, во патријаршискиот храм на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец на Фанар, со заедничка литургија ќе биде ставен и духовниот печат на признавањето на каноничноста на црквата, наследничка на славната Охридска архиепископија, со што и формално ќе заврши 6-деценискиот период во кој бевме отфрлени од православните цркви. На крајот од литургијата, Вселенскиот патријарх Вартоломеј и архиепископот господин Стефан ќе испратат заедничка порака на радоста и на единството. Какви се вашите очекувања? Што ќе преовладува во нивните пораки? Многу интересно прашање и клучот на проблемот што ние го имаме како Македонска православна црква. Очекувам Вселенскиот патријарх да го повтори тоа што го кажа на 9 мај минатиот месец. Да каже дека го признава статусот на црквата, стапување во канонско единство, што е секако позитивно, се поздрави, до сега не ни дозволува општење со другите православни цркви и сослужување, се разбира, нити на верниците, нити на свештенството. Тоа е позитивниот пропис. Конечно сватија дека и ние сме црква и ние сме дел од православниот свет. Меѓутоа, за жал, очекувам Вартоломеј да го повтори она што го кажа на 9 мај, а тоа е дека се исклучува македонска црква и се што произлегува од Македонија. Тоа е негов дециден став кој што го повтори и во своето интервју за грчките медиуми пред некој ден. Очекувам да го повтори тоа што го кажа, дека се признава
црквата Охридска, со која раководи Стефан, да само во границите на Република Северна Македонија, така тој кажа. Значи ги исклучи македонските цркви во Австралија, Америка, Канада, Европа. Очигледно по моделот на Украинската црква тие ќе бидат предадени во рацете на блокот грчки цркви. Знаат зошто тоа го прават, знаат зошто сакаат да ги одвојат македонците во Македонија и македонците во диаспората кои се многу силни, многу организирани, особено преку црквата. Тоа го очекуваме од Вселенскиот патриарх. Но многу е поважно да чуеме што ќе каже Стефан. Очекувам, како што кажа пред вчера, да му се заблагодари на Вселенскиот патриарх за внесување во канонското единство, но како македонец, патриот и верник, очекувам јасно, гласно, како што кажа Вартоломеј, дрско во очи, да му каже на Вартоломеј дека Македонската православна црква не е на продажба. Атакот, бришењето на името на Македонската црква од диптихот на црквите е атак на македонскиот идентитет. Тоа македонските верници нема никогаш да го дозволат. Очекувам да му каже на Вартоломеј да ги почитува светите канони и правилото за организирање по помесни цркви, како држава црква, што е наше суверено право. Очекувам директно да му каже дека сквернавањето на името на Македонската црква е сквернавање на Библијата, затоа што во Библијата е запишено дека првата црква апостол Павле ја формираше во македонските градови Филипи, Солун и Бер. Во Библијата е запишено дека првата христијанка е Лидија Македонката, а првата црква нејзината куќа во Филипи. Значи, тоа е да му каже сквернавање на Библијата. Очекувам дрско во лице да му каже дека Вартоломеј може да си го менува своето име и името на своите деца ако ги има, и тоа само ако се малолетни. Ако се полнолетни, не може да го менува името ни на своите деца. Своето само може да си го менува. А не името на Македонската православна црква, кое што е донесено на црквно народен собер. Почињето кој ги спомнав од Издеглави од 45 од 67. Да му каже дека ние како црква имаме устав во кој што е забетонирано името на МПЦ. Имаме устав на државата кој што е внесено името на Македонската православна црква. Јасно и гласно да му го каже и да го повтори кога ќе се врати овде, а не да го премолчи. Ако ова Стефан го премолчи и ако дојде овде се врати понизно да бара од Вартоломеј и грчкиот блок на цркви веќе се изјаснија повртно дека нема да признаат македонска црква, со што потврдија дека атакот е врз името, нив друго, ништо не е света, само името на црквата. Така. Античката историја на грците, средновековната на Бугарија, името на црквата у ветар, Не остана да ништо. да им каже дека и црквите во диаспората, македонските цркви во Австралија, Канада, Америка и Европа не се на продажба. Тие се изградени со пари на македонците од Австралија, Канада, Америка и Европа. Тие никогаш нема да ги дадат, никогаш нема да се помират со тој факт. И никогаш нема да не раздвојат нас македонците во Македонија со македонците во диаспората. Тоа, ако не го направи, не даде оваа порака Стефан, порака него ќе му испрати македонскиот народ и македонските верници, а таа порака по древната македонска традиција ќе биде бричење и стрижење за него и сите негови следбеници. Ајде повторно да се навратиме на вораца и пуштен меѓу народот, а народот знае што значи владика, бричен, стрижен и на магаре со опашка во раце. Ајде да се навратиме повторно на политиката, како и ова ќе биде и последно прашање. Односно на македонско-бугарските разговори во последниве неколку денови го променија колосекот и навидом не се движат во посекуваниот правец и од македонската, но и од бугарската страна. И надежите за подигање на ветото се никакви, како што и денес од вестите можеме да забележиме. Како ќе ја прокоментирате изјавата на бугарскиот премиер Петков после средбата со
еврокомесарот Вархеј, кој рече дека Македонија треба да исполни 3 услови за да се крени ветото и ги набора. Еден од условите е бугарците да влезат во македонскиот устав како државотворен народ. Вториот услов е да се почитува резолуцијата усвоена во бугарскиот парламент од 2019 година, а една од точките во таа резолуција е македонскиот јазик да не се споменува во Европската унија при евентуално членство на Македонија во Европската унија. За крај сте ги оставили најклучните прашања, најинтересните, каде што е клучот на проблемот со живење со Бугарија. Бугарите очигледно знаат што бараат. Тие има прецизно утврдена агенда и план. За жал, ние не знаеме. Тие не само тоа, во резолуцијата на бугарскиот парламент и многу други работи кажаат дека не постојат македонци, дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. Во договорот за добрососедство тие не кажават дека е потпишан на македонски бугарски јазик кратко и јасно, туку кажаат дека ќе бидат потпишани на јазиците според уставите на државите. Тоа и тие сега го бараат, затоа со фуснота сакаат да влезе јазикот во при влегувањето во Европската Унија, да се избрише македонскиот јазик, да се избрише македонска црква, да се избрише македонски идентитет и да ние ставиме само една територија на која што живеат бугари, срби, грци, албанци и што ли не, само не македонци. И клучното прашање е да влеземе во уставот за да се потврди тезата на Ванчо Михајлов, кој е нивното мото, во Македонија нема македонци, бугарите да влезат како конститутивен народ во македонскиот устав. За жал, ова нашиве слепи политичари не го гледаат. Или не сакаат да го видат, или пак се добри трговци кои што работат за 30 сребреници. Нема проблем да влезат бугарите во македонскиот устав. Нас не ни се битни почетокот на преговорите. Крајниот исход ни е битен. Што значи ние да дадеме се што е македонско за да почнеме преговори? Па ние ќе ги почнеме преговорите, ма тие ќе траат со децении. Уште 900 можности ќе имаат бугарите и сите други европски држави да ни стават вето. Со еден потез можат да го решат овој проблем, само да побараат реципроцитет. Сакате бугарите во македонскиот устав? Нема проблем. Ама нека влезат и македонците во бугарскиот. Тоа е основен принцип во меѓународните односи и меѓународното договарање. А за име, идентитет и јазик, она што е содржано во резолуцијата, нема простор за разговор. Јасно и гласно треба да истапат. Внесете ги македонците во бугарскиот устав, ќе ги внесеме и ние бугарите во македонскиот. Безусловно да се укине 3 март како државен празник во Бугарија, тоа е Сан Стефано, голема Бугарија во која што влегува и Македонија. Тоа е најголемиот празник на Бугарија, што ги покажува нивните аспирации. Да се откажат од територијалните аспирации према Македонија, тогаш ќе разговараме. Да ја отповикаат декларацијата на бугарскиот парламент од 2019 година, која се бара бришење на македонскиот јазик, на македонскиот идентитет, во која што ние таму треба да кажеме дека сме неосвестени бугари кои 45 година под притисок на Тито сме се разбудиле како македонци. Кога тие одлуки ќе ги трнат, тогаш ќе продолжат разговорите. До тогаш прекин на преговорите, раскинување на договор за добрососедство. Ако ќе ги внесат македонците во бугарскиот устав, тогаш нив нема да им треба нити договор за добрососедство, нема ни да помислат за вето. Зашто ова не е нивни план, ова е план на вавилонската блудница, тие се само за жал извршителите кои што ги ништат своите браќа македонци, чиј јазик говорат. Господине Венецки, ви благодариме и денес за учеството во Македонски корени, причини задоволство. Имајте си убав викенд, пријатно до слушање и довидување овде на Македонски корени. Благодарам уште еднаш и довидување, поздрав до вашите гледачи, слушатели. Пријатно и довидување.